Вие сте со вестите на Канал 8. Добар ден. Исфрлањето на електронскиот отпад во Кочани се уште е неорганизирано, иако законските прописи определуваат дека тој не смее да се меша со другиот комунален отпад. Во комуналното јавно претпријатие Водовод велат дека веќе се планира како да се организира собирањето на неупотребливите електронски уреди. Комуналното јавно претпријатие Водовод мора да обезбеди услови за прибирање на електронскиот отпад од домаќинствата во општината. Затоа постои и законска обврска донесена пред 2 години, а чија примена започна лани во јануари. Затоа како општинско претпријатие кое се грижи за комуналната хигиена, тоа ќе мора да определи место на кое граѓаните ќе го исфрлаат електронскиот отпад од своите домови. Од Управата за животна средина подсетуваат дека за исполнување на законските прописи неопходно е локалните самоуправи, односно претпријатијата што се во нивна надлежност, соодветно да го информираат локалното население за начинот на кој се организира собирањето на неупотребливите електронски уреди. Со Законот за управување со отпадот, рамковниот закон за управување со отпад, прецизно и децидно е кажано дека овој тип на отпад не смее да се отстранува како комунален отпад. Граѓаните треба да го селектираат и посебно да се ослободуваат од него. Дали на локалниот отпад кој што се наоѓа во близина ќе го однесат или ќе го дадат на неформалните собирачи или ќе се обратат едноставно до општината, затоа што обврски на општината се да ги постават овие собирни центри. За да можат граѓаните бесплатно да се ослободат од ваквиот тип на отпад. На последната седница на Советот на општина Кочани беше упатено и конкретно прашање до надлежните во Водовод дали се размислува за начинот на кој ќе се собира електронскиот отпад. Дали тоа ќе биде на одредено место, дали ќе биде одредено време, да граѓаните своите стари телевизори или било кои електронски апарати ги постават на одредено место или предола да ги соберат и да ги посебно складират. Од Кочанското комунално претпријатие дојде потврден одговор на прашањето за собирањето на искористените електронски уреди во домаќинствата, за што граѓаните ќе бидат навремено известени. Ќе се заложиме во делот на собирањето и депонирањето на електронскиот отпад да организираме одредена акција, при што ќе лоцираме термин и место каде ќе можат граѓаните да ги одложат своите електронски уреди кои го завршиле својот век или својата употреба. Во Република Македонија, а со тоа и во општина Кочани, целиот отпад од електрична и електронска опрема завршува со директно исфрлање на депониите, без никаков третман, што има големо влијание врз животната средина и здравјето на луѓето. Често, стари електронски уреди и делови од нив можат да се забележат и на дивите депонии во околината на градот. Општина Кочани ќе потпише Европската повелба на градоначалниците со што ќе се овозможи пристап до поволностите кои општината ќе ги добие на планот на енергетската ефикасност и користењето на обновливите извори на енергија. Согласност за потпишувањето на повелбата неодамна беше дадена на седницата на Советот. Во рамки на меѓународната соработка и прифаќањето на светските вредности за заштита на животната средина, општина Кочани се согласи да пристапи кон европското движење повелба на градоначалниците. Тоа треба да овозможи пристап до поволностите, што општината може да ги добие на полето на енергетската ефикасност и искористувањето на обновливите извори на енергија со кои што располага. Овластувањето за потпишување на повелбата му беше дадена на градоначалникот Радко Димитровски на последната седница на Советот на општината, што е во рамки на одредбите за нејзината полноважност. Повелбата на градоначалниците е движење што го имаат прифатено земите членки на Европската Унија, како и останатите кои се стекнале со кандидатски статус. Со документот се дава согласност дека локалните заедници ќе ги исполнат заедничките заложби за намалување на испуштањето јаглерод диоксид во атмосферата за најмалку 20% до 2020 година. Исто така, општините потписнички ќе треба да изготват и да предложат одржлив енергетски план, при што ќе се нагласат начините на кои ќе се обезбеди намалување на загадувањето на атмосферата и очекуваните резултати во период од 1 година по потпишувањето на документот. Дополнително ќе треба да се достави извештај за реализација на планот со целосна евалуација, мониторинг и верификација. Во соработка со мисијата на Европската комисија во Македонија, општината ќе има обврска да организира така наречени денови на енергијата, преку кои граѓаните ќе бидат информирани за предизвиците и придобивките од понаменското искористување на енергетските ресурси. Со приклучувањето кон повелбата на градоначалниците, општина Кочани ќе биде обврзана да испрати и свој представник на годишната конференција за одржлива енергија.
И Виница има проблем со ненаплатените побарувања од фирмите кои прекинале со вршење дејност. На последната седница на Советот се јавија дилеми на чие расчистување инсистираат дел од советниците. На последната седница, Советот на Општина Виница го усвои годишниот извештај за 2014 година, кој се состои од предлог завршна сметка на буџетот на Општината за 2014 година и извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност. Полемика се разви околу прибирањето на даноците од фирмите од страна на локалната самоуправа. И најголемиот дел од овие тука побарувања од 12 милиони се од ликвидирани фирми. Че веќе не постојат фирмите и ние испраќаме да ја блокираме сметката од банките ни враќаат дека фирмата веќе не постои. Не можеме едноставно да ги избришеме пошто се водат како задолжение. Најверојатно ќе треба со УЕП со некоја комисија да се утврди тоа начин да се најде како би можели да се тргнат од евиденцијата и реално се ненаплатливи овие врски. Опозицијските советници има одредени забелешки на квалитетот на извештајот, а упатија и критики во делот на побарувањата. Тук имаме една многу поважна работа, што ја нема на целињата. Тоа е годишно извештај за средствата, побарувањата, врските, изворите на средствата и нивната вредност, кај што се гледа овие табеларни прегледи, кај што се гледа кој должи на општината и на кој должи општината. Ние како советници треба да го имаме тоа. Јас го отварам сега моментално на сајтот на општина Виница, иначе на целињата го нема. Од поучено од искуството, да завршам, поучено од искуството дека на сајтот на општина Виница утре заутре веќе ги нема овие податоци, обично така се случува. Ќе инсистирам овај годишен извештај за средствата, побарувањата и обврските на општината, дали да се уписмена форма од печатите, тоа е лесно, некако листа се, да ги имаме како евиденција, за тоа што и ланските ги немаме токму поради тие причини, значи ланските ние како советници ги немаме. Беа истакнани на сајтот на општина Виница и после ги однема. На забелешките од опозицијата за побарувањата на општината, градоначалникот Дончев со одговор. Даноците се у голем процент и редовно наплаќаат изминатите неколку години. Целиот пропуск е направен до 2008 година, што неколку фирми се искористили да се ликвидират без целосно подмирени врски спрема општината и спрема државата. Кај нас кога ќе дојде до купопродажен договор, односно кога ќе дојде да се плаќа данок на промет, ние проверуваме дали се подмирени сите други врски, дали е платен данок на имот или има други врски и двете страни према општината. Доколку не е наплатен, него подпишуваме ние ово решение. Така да наплаќаме и голем дел и за останати даноци што се од претходните години. Советниците го изгласаа извештајот за реализацијата на инвестиционите програми, наменските дотации и самофинансирачките активности на единките корисници за 2014 година. Министерствата се ставаат на располагање за поднесување на проектите од планските региони. Така посочи државната секретарка во Министерството за локална самоуправа, додавајќи дека се почитуваат владините заклучоци во врска со поднесувањето на апликациите. Наспроти забелешките дека планските региони, вклучително и источниот, средствата воглавно ги добиваат од други извори и дека не се почитуваат заклучоците на владата поврзани со одобрувањето на регионалните проекти што се аплицираат до министерствата. Од Министерството за локална самоуправа велат дека останатите министерства доправа ќе почнат директно да ги примаат апликациите. Ние како министерство кое што го кофинансираме функционирањето на центрите се стремиме преку постојани состаноци со нашите колеги од другите министерства да укажеме на начинот на кој што би требало барем дел од програмите од министерствата да се дистрибуираат и морам да ви кажам дека знаете и центрите веќе почнаа, односно добија право да аплицираат во Министерството за култура, Министерство за животна, се трудиме истото да се случи со Министерство за земјоделие каде што имаат средства за поттикнување на руралниот развој, така што очекувам во наредниот период тоа да се заокружи. Оваа година за развој на планските региони, селата и подрачјата со специфични развојни потреби на располагање им стоат 1.600.000 евра средства од централниот буџет. Соодветно на степенот на развиеност за финансирање на проекти во источно-планскиот регион се наменети 11,1% од овие средства. За развој на источниот плански регион се предвидени 3 проекти за заштита на животната средина и развој на туризмот на Пониква, за создавање на интегрирана туристичка понуда во овој плански регион, како и за ревитализација на реката Брегалница преку третман на отпадните води. Министерството за локална самоуправа вети и понатамошна поддршка за продолжување со финансирање на проектите за развој на регионот, селата и подрачјата со специфични развојни потреби. Започната е постапката за избор на изведувач кој ќе го гради новиот блок од зградата за социјално загрозените семејства во Кочани.
од акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор најавуваат дека за оваа категорија граѓани ќе се градат и куќи за индивидуално домување. Во поодмината фаза на подготовка е најавената изградба на новиот блок од така наречената социјална зграда во Кочани. Таа ќе биде лоцирана до веќе постојниот блок на локалитетот Драчевик, каде пред 5 години беа предадени на користење 29 стана за лицата од социјален ризик. Изградбата на новиот објект се најавуваше уште пред локалните избори во 2013-та и требаше да биде готов до декември минатата година. Од акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор потврдуваат дека тие како инвеститори ја започнале постапката за новата социјална зграда. Веќе е во тек постапка за јавна набавка за избедба на градител, што веќе де јуре значи дека ние сме и отпочнати со реализација на проектот и очекуваме да наскоро започнат и градежни активности и во даден рок да се изгради и тој објект кој што по проектот треба да има 43 стамбени единици и ќе биде доделуван согласно програмата за лица во социјален ризик, исто како и ламелата која што веќе е во функција. Освен новиот блок на социјалната зграда во Кочани, Трифунов најавува дека во план е изградба на индивидуални куќи за домување на лицата со социјален ризик. Ние на територија на нашата подружница се изборивме да влеземе со 15 вакви објекти, по 5 во општина Кочани, во општина Виница и во општина Делчево. Локалната самоуправа не излезе во пресрет, ни дадоа такви слободни локации и ние веќе пристапуваме кон изработка на проект за истите, пошто ќе следи и постапката за изградба, значи догледно најверојатно во текот на 2016 година. Новите станови наменети за семејствата со социјален ризик што ќе се градат на Драчевик ќе бидат со вкупна површина од 1620 метри квадратни. Покрај Кочани, во проектот се опфатени и скопската општина Бутел, како и Ресен, Демирхисар и Прилеп. Бизнис центарот за Источниот плански регион заедно со агенциите за вработување и предприемништво се вклучува во презентирањето на активните мерки и програми за поддршка на предприемништвото и за самовработување. Намалувањето на невработеноста во регионот е главно прашање за подобрување на бизнис климата, поради што се преземаат соодветни мерки и програми од страна на Агенцијата за вработување. Во тие рамки се вклучува и бизнис центарот на Источниот плански регион за презентирање на мерките пред невработените и стопанствениците од регионот. Од Агенцијата за вработување велат дека работодавачите се заинтересирани за сите мерки кои можат да ги искористат за вработување на младите невработени лица. Тоа се активни мерки и програми наменети за работодавачи, каде што им се дава можност со нови вработувачи за отварање на нови работни места и финансиска поддршка од наша страна. Значи секоја компанија може да добие до 45.000 денари субвенција од која ќе се заврши целата интервенција. Доста популарна мерка, таа веќе се применува веќе скоро 10 години, поддржана беше и од Европска Унија, имаме менеджмент информативен систем, така да во повеќе градови низ Македонија тоа се применува. Бизнис центарот за Источниот регион постои веќе неколку месеци. Финансиски е поддржан од Министерството за локална самоуправа и од UNDP. Домот на културата Тошо Арсов со нова активност. На репертоарот е театарската представа Лет од место. Во Виница, в четврток во 20 часот, на репертоарот е театарската представа Лет од место, работена по драмскиот текст Лет во место на Горан Стефановски, а во режија на Симеон Гаврилов. Представата зборува за стремежот на човекот кон слободата, себе препознавањето, како и начинот како да се ослободиме од навиките, комплексите, за вечното наше доцнење зад историјата. Група млади луѓе на возраст од 10 до 20 години, членови на драмското студио Гаврилов, преку представата одлучија да проговорат за небиднините на своето време, а за инспирација го земаа драмскиот текст на Горан Стефановски, напишан пред 30 години. Во представата играат Љупка Рогожарска, Теона Димова, Маја Серафимова, Александра Трајанова, Сандра Ѓоргиева, Мартина Серафимова, Макрина Јорданова, Анастасија Јанева, Ана Марковска, Сонја Пилатова, Матеј Манев, Ангела Санева и Боголюб Мијалков.
Прекажувањето на представата е во организација на Домот на културата Тошо Арсов. Следува спортската информација. Комплетирано второто коло во футсал лигата за основци. Термините за одигрување на двата надпревари од секое коло се поместени в среда. На доделувањето на наградите за најдобрите во училишната кошаркарска лига им претходеше второто коло во општинската лига во футсал. Во спортската сала во Основното училиште Никола Карев беа одиграни два надпревари. Никола Карев ја совлада екипата на Крсте Петков Мисириков со 5:3, додека Свети Кирил и Методи беше подобар од Малина Попиванова со 4:2. Слободна ова коло беше екипата на Раде Кратовче. Во правото коло Никола Карев славеше победа над Малина Попиванова со 5:2, додека Рада Кратовче беше подобар од Свети Кирил и Методи со 3:2. Слободна беше екипата на Крсте Петков Мисирков. На табелата по две кола води Никола Карев со 6 бода, пред Свети Кирил и Методи со 3. На третата позиција Раде Кратовче со исто толку, четврта екипата на Крсте Петков Мисирков без бодови, а последна екипата на Малина Попиванова. Редовен термин за одигрување на надпреварите од училишната футсал лига е среда во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имате убава вечер. Довидување.